Љупчо Стојановски, Зоран Трајановски и Мирко Инчевски се тројцата скопјани најхумани и највредни во професијата. Градот Скопје со пофалници и награда од 10.000 денари. Стојановски не ја зема наградата за најдобар полицаец поради здравствени причини. Полицаецот Љупчо Стојановски секојдневно преземал активности од областа на превенцијата, а кои се однесуваат на спречување на вршење на кривични дела, спречување на вршење на прекршоци против јавниот ред и мир, спречување на вршење прекршоци од областа на сообраќајот. Имам учествувано на голем број на пожари, дали во градот Скопје или на територијата на Република Македонија. Значи, како пожарникар спасител, хумана работа, ги штитиме животите на луѓето. Тоа не може да се опише кога се дава крв и кога ќе дознаеш дека си спасил некој човечки живот, бидејќи сам сум вработен како болничар, јас повеќето го знам тоа од моје лично искуство. Градот Скопје израдува уште 4 скопјани за најдобро украсен двор, балкон, кафе-бар и средното училиште Владо Тасевски. Сите добија по 10.000 денари, а ева на надобитниците ќе им ја прости сметката за струја за декември. Секогаш сме тука кога градот има иницијативи да во овие празнични денови ги разубави, ја подигне атмосферата на граѓаните на град Скопје и со тоа сите ние заеднички да се чувствуваме малце поубаво, бидејќи навистина овие се денови кога се прославува, денови кога сме сите заедно. Добро што граѓаните на градот Скопје учествуваат во оваа манифестација и предпоставувам дека оваа манифестација малку колку толку допринесува, можеби не целосно, ама допринесува малку да ги поттикне граѓаните да продолжат и секој да продолжат понатака да ги украсуваат, а оние што не украсуваат и тие да почнат да ги украсуваат дворовите, терасите и нивните делови објекти. За најдобро украсен двор доби Боголјуб Симевски од Скопско Ѓорче Петров. Семејството Игњатовски за најдобра тераса во Жданец и локалот Дежаву во Аеродром.